Повеќе од половина година работа во воредни услови среде светска пандемија. Како обстојуваат малите медиуми во југоистокот? Дали вистината беше инфицирана? На овие теми разговараме со главниот и одговорен уредник на Радио Валандово, Дионис Нунов. Господине Нунов, добра вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов, навистина ми е драго што сум дел од вашата програма. Ве поздравувам вас и сите ваши гледачи. Так, ќе зборуваме, спомнавме на кои теми, меѓутоа на самиот почеток да погледнеме еден прилог како преживуваат останатите медиуми во југоистокот и се разбира искуствата на новинарите. Повеќе од 7 месеци пензионираниот новинар Љупчо Алексовски од Гевгелија се справува со пандемијата во првите редови заедно со лекарите, волонтерите и хуманитарците, секојдневно известувајќи ги своите сограѓани. Вели дека било вистински предизвик и наместо да одмора како пензионер и се придружил на локалната новинарска екипа и се труди да биде корисен за заедницата во овие вонредни услови. Предизвик е нормално затоа што ковидот кој што е пред 7,5 месеци чукни на нашите порти, не принуди да направиме и реорганизација во работењето, освен протоколите кои што редовно се почитуваат во телевизиската куќа, моравме да се поделиме и во екипи, предпладне, попладне, некои да работат и од дома, се со цел сите информации што се однесуваат до ковидот, а кои што беа битни за општина Гевгелија, да ги пласираме преку нашиот медиум. Локалната телевизија Нова 12 има само неколку медиумски работници, па искуството на Љупчо и неговиот ентузијазам им се добре дојдени. Алексовски вели дека голем бенефит било тоа што тој веќе известувал од вонредна состојба и тензична атмосфера. Во текот на 2015 и 2016 година, кога во градот имаше наплив на бегалци и мигранти. Можам да кажам, ние како телевизија Нова имаме едно искуство од 2015 година, од она криза, бегалска криза, која што можеби не може да се споредува со ова ковид криза, меѓутоа слични се условите за работа. Тогаш телевизија Нова со своите екипи успеваше да покрие се она што се случуваше на нашата јужна граница во оној период година дена, почнувајќи од приливот на првите мигранти, па проблемите со кои што ги имаше општината пред да се отвори мигрантскиот центар, така да велам истренирани сме за да делуваме и во ситуации кои што се невообичаени. 50 километри од Гевгелија во Струмица слични се предизвиците на новинарите. Новинарот на ТВ ВИС Ване Трајков вели дека почетокот на пандемијата бил специфичен период за работа, особено кога почнаа ограничувањата во движењето. Ако лично мене ме прашувате, тоа беше нешто ново и за мене. Едноставно испреплетени чувства на страв, предизвик за нешто ново да се открие како новинар, но сепак да се остане на тој професионален стожер да се информира јавноста. Најголем предизвик беше да не потфрлиме во професионалното информирање, односно сите информации да бидат канализирани преку институции, да не на јавноста предочиме лажни вести или пак под псевдонимот ексклузивни да ја замајуваме или пак да предизвикаме дополнителен страв кај јавноста од самата пандемија. Секако дека условите и пандемијата наметна едни нови правила на игра, пред се да се заштити сопственото здравје, здравјето на колегите, но и да не се шири тој вирус во југоистокот. Бевме внимателни, а моравме да излегуваме на терен. Трајков смета дека борбата со дезинформациите станала особено жестока, затоа што овој пат секоја дезинформација станува реална опасност по јавното здравје. Сакавме да предочиме на јавноста дека нашите информации се базирани на факти, на аргументи, односно дека доаѓаат од релевантни институции. Не сепак од рекла казала или под претпоставка каков е тој вирус. Иако факт е дека на светско ниво овој вирус е нешто ново за здравствените власти, затоа моравме да се држиме ние до оние релевантни институции кои што ги даваат тие информации и ги пренесувавме ние до јавноста. Не си дозволувавме под превезот, и пред малку реков, на ексклузивно да кажеме колку има ново заболени, па да одиме до таа мера каде се тие заболени,
иако меѓу јавноста имаше различни толкувања, различни мислења, дали идентитетот треба да биде откриен, дали да се лоцираат кај се тие заболени, сепак се државме на дискреција пред се на пациентите. Во југоисточниот регион работат 50 медиумски работници. Најголемиот дел се ангажирани во традиционалните медиуми, радија и телевизии, а останатите работат во онлайн медиумите, односно информативни портали. Ги видовме мислењата на останатите колеги од овој регион. Како вие се справувате изминативе 7 месеци среде корона ситуација? Ова е навистина многу тешко на некој начин да се обликува, да се даде еден вид на реален одговор, затоа што сите бевме збунети од самиот почеток и очекувано беше да ни се случат проблемите во делот пред се на вистинската информација, како да дојдеме до неа, бидејќи знаеме дека бевме збунети на почетокот сите. Веднаш потоа дојдоа и економските проблеми во самото функционирање на медиумот. Тоа значи дека од кога од 18-ти, кога беше прогласена воредната состојба, дојде до нагло откажување на нашите бизнис договори кои што ги имавме со одредени компании. Тука ќе ги споменам рестораните, кафичите, казината во Валандово, бидејќи и тие беа затворени, бевме збунети на вистина. И да бидам реален, во еден момент ми дојдоа неколку мисли како понатаму да продолжиме, меѓутоа мислам дека професионалноста сепак се воздигна во сите нас и си кажавме ние ова ќе го издржиме и одиме да бидеме онакви какви што сме биле во досегашните 57 години, бидејќи Радио Валандово на 1 мај прослави 57 години од своето постоење. Можеби јас не сум бил таму во овие 57 години, меѓутоа во 31 добри. Така. И кои се тие моменти во кои што имавте дилема и прекршување? Кои беа дилемите? Затворање на радиото? Па дојде и до тој момент и дојдов до тие размислувања што понатаму, затоа што сепак и ние сме луѓе кои што треба да заработиме за парче леп. Бевме погодени, меѓутоа државата излезе со сетот мерки, ние ги искористивме. И така на некој начин... Доволни ли беа тие мерки? Не, апсолутно не. Јас мислам дека медиумите, еве и вие, ќе ве прашам како сте вие, меѓутоа ќе ми го одговорите и јас ово што ќе го кажам сега, дека медиумите се најпогодени во оваа ситуација. Граѓаните очекуваат вистинска информација од нас, а ние се бориме и кубуриме на некој начин. Што значи работа среде светска пандемија за медиуми кои што работат со неколку вработени? Како ги реорганизиравте програмските содржини? Дали исфрливте некои емисии? Што правевте? На што ставевте акцент? На почетокот информативниот дел одеше безпрекорно со оглед на тоа дека луѓето тоа и го очекуваат. Од кога влеговме во карантинот, додека ги добиеме и дозволите за наше движење, знаеме дека и таму имавме некакви проблеми затоа што институциите не одговорија вистински во тој даден момент. Меѓутоа, мене ми беше навистина многу тешко. Ќе признам, затоа што луѓето се навикнати да ја слушаат редовната програма и понекогаш во такви времења треба да бидеме и среќни. Да не заборавиме дека не е само коронавирус, постојат и други содржини кои што треба да опстојат како и годините назад. Ги одрживте ли? Да. Да, јас сум среќен. Многу е тешко, навистина е многу тешко, затоа што и на мене понекогаш не ми се смее. Но знаеме да бидеме барем пред сите оние кои што не гледаат дека можеме да покажеме среќа и во најтешките моменти. Ова го прави самото искуство, долгогодишното работење. Сепак сме поминале и многу трансформации и државата кога настана, протести разни. Ова не беше ништо ново за нас, туку требаше само да го издржиме сето ова и апсолутно една нова нормала. Така, ја прифативме функционирање во нова нормала и во медиумите? Уште ми е тешко, навистина ми е тешко. Ја барам таа енергија, сила однатре од мене да дојде и да бидам истиот, но времењата се променија.
Каква е соработката со институциите, локални и оние на централно ниво во овие изминати месеци? Дали транспарентноста е намалена и кои се според вас причините за тоа? На почетокот, како што кажав, бевме сите збунети, така и институциите. Мене COVID-19 ме затекна точно во Италија. Ова ќе ти го споделам. Во состојба каде што сме сега ние на верување и на неверување дали има COVID-19 или нема COVID-19, ако јас мислев дека има COVID-19, мојата сопруга мислеше дека нема COVID-19. Бевме збунети, ако ти кажам дека на аеродромот во Бергам, кога летавме, немаше луѓе. Бевме 10 луѓе кои што патувавме во авион од Милано до Софија и ние бевме сите заштитени. Самата ситуација на судирање на европското и балканското веќе го видовме во Софија. Значи, единствени со маските кои што се движевме во Софија во метрото, бевме само јас и мојата сопруга. Останатите беа сите слободни. Тоа на крајот на февруари или? 29 февруари влеговме во државата и тогаш мерката беше дека по секој граѓанин кој што ќе влезе во државата треба да биде пријавен на телефонски броеви, тогаш имаше. Како совесен човек се јавивме на телефонскиот број во јавно здравје да се пријавиме дека ние влеговме во Македонија и дека тоа е наша обврска, дека треба да се почитуваме. Ни беа поставени 20 на прашања од епидемиологот, на кој што одговоривме и прашавме што треба да правиме, дали да влегуваме во изолација или не. Немате никаква изолација затоа што и тогаш мерките не беа такви. Се судривме со други проблеми, меѓутоа не сакам сега овие да ги зборувам. За институциите, како што кажав, бевме збунети. Се вративте и почнувате со работа. Со работа, да. Како беше комуникацијата? Мојата работа беше и од Милано, дека бев таму, јас секојдневно знаев што се случува и информациите ги споделувавме. Меѓутоа, тука на почетокот ми беше многу тешко. Дали стануваше збор за некако вид на доверба на новата ситуација која што ни беше, но влеговме во еден супер одличен континуитет со институциите и работата одеше одлично, па и денес е добра. Општина Валандово неколку пати одржуваше кризниот штаб на општината. Знаете дека ние како медиуми можеме само да ги чекаме изјавите, меѓутоа овој пат и медиумите бевме поканети. Тоа значи дека во проширен состав, како со здравствените работници, така и медиумите, ги разбираат важноста медиумот да биде во апсолутно. Јас овде се заблагодарувам за таквиот начин и транспарентност која што можеме да ги кажеме и нашите проблеми, да ги слушнеме одблиску и проблемите со кои се соочуваат здравствените работници, како и сите институции. Ова е одлично и така треба да продолжиме. За доброто на сите ние треба да пренесеме само вистинската информација. Така. Кои се моментите во кои што имавте најголеми предизвици кога станува збор за лажните вести, на кој начин ве бомбардираа и кои беа вашите одбрамбени механизми за да може да ја прочистите информацијата и да ја споделите до граѓаните? Кога станува збор за лажни информации и вести, не можеме да го сопреме тоа. Секој може да си создаде денес информација од муабетот, од чаршијата и да излезе бомба информација. Да се прошири низ малите места како Валандово, да. И имам еден механизам, ги оставив нашите слушатели и пријатели да веруваат во она што ние го пласираме како вид на информација. Мојот одговор, знаете, понекогаш на самата информација се дофрлуваат коментари и разноразни, со молчење. Треба да знаат дека на нас туку така не ни текнало да напишеме нешто и затоа што на мене ми било досадно и да си ги измислиме информациите. Сепак ние имаме одговорност. Одговорност пред институциите во државата. Како вие се борите со дезинформациите кои што знаат да бидат некогаш многу силни? На начин што можеби еве се јавуваат во радиото да прашаат граѓани дали некоја информација е вистината. Дали вие се трудите да ја разобличите па да го објавите вистинскиот одговор на одредени прашања? Во зависност од темата, секоја информација која што ја споделуваме ние, значи е проверена информација. Исто како и вие.
медиум од доверба. Коментарите и јавувањата секојаш постојат. Еве сега да објавиме дека имаме толку заразени во општина Валандово од, пример, COVID-19, телефоните, значи, и коментарите нема да престанат. Но луѓето му веруваат на радиото и јас ќе се заблагодарам во овој дел. Затоа што толку големото искуство и постоење на Радио Валандово, ние станавме и ја проширивме нашата работа, затоа што и луѓето ги вклучивме да бидат со нас. Ние направивме на рубрика која што ги поканивме нашите слушатели и пријатели како наши репортери да бидат, да сигнализираат на проблемите, да ги кажуваат проблемите. И каков беше одзивот? Одлично, одлично и секојдневно, еве и пред да дојдам тука, ми се јавија точно од Јосифово да ми пратат убав сигнал за нешто што можеби за одредена група е важен. Тоа е многу добра работа. Сите заедно можеме да си направиме вистинска доверба и да знаеме на што ние веруваме. Так, сметате ли дека слушаноста на Радио Валандово па и довербата е зголемена изминативе месеци, кога граѓаните се желни за вистински информации? Да. Многу поголема. Меѓутоа, во последно време луѓето ради ковидот почнаа да бидат и толку незаинтересирани. Значи, дали се уморни? Ние бргу македонците сме уморни од се и се што се радуваме на нешто, желни сме за да ја слушнеме информацијата сега и толку. Но кога треба да ги почитуваме мерките, тука имаме проблем. Ние уште денес зборуваме дали веруваме во COVID-19 или не. Ова не е мое. Јас, меѓутоа, слушајќи ги самите здравствени работници, и тие се збунети. Како треба ние овде да реагираме? Да се натегаме и да мислиме на тоа дека и да се обидуваме да кажеме приказната дали уште ние веруваме или не. Не, да ги почитуваме мерките, затоа што не живееме сами. Живееме сепак колективно. Ако јас сам живеам, треба да си заминам, да си најдам место, некој островче и таму да си живеам сам. Но кога одам во продавница, кога одам, например, каде и да е, да се движам по улица, доколку постојат мерките, ради вас, и јас да не верувам, треба да ве почитувам вас. Так. Дали вие, бидејќи го спомнувате ова, во програмата можеби одвојувате посебно време за едукација, за потсетување на граѓаните? Како го правите тоа? Секогаш, значи, имавме неколку рекламни појаси кои што ги потсетувавме на секој час граѓаните за тоа што треба да правиме, како треба да се однесуваме, со оглед на тоа дека добивме информации готови од Министерството за здравство. Мислам дека се уморни веќе граѓаните. Загрижени, но уморни. Дека премногу долго трае пандемијата? Точно. Па и ние сме уморни. И јас себе лично сум уморен. Меѓутоа далеко сме од извојување на оваа битка. Да, меѓутоа кога станува збор за точна проверена информација, и светските медиуми се борат со сето ова. Така. Што се случи, наеднаш да цел свет се промени. Значи, и самите научници се уште истражуваат што е вистината за COVID-19 и како да се избориме со нејзе. Ако во овој момент на вистина се враќа на голема врата, еве, ако денес имаме најголема бројка на заразени во наша соседна Бугарија, бројката достигна некаде само денес 780, не знам денес кај нас какви ќе бидат бројките. Како ќе обстојувате понатаму? Имате ли стратегија како ќе се носите со работата како медиум, како новинар во услови на корона криза? Дојде време денот да го поминеме, да бидам искрен, затоа што е навистина многу тешко да се размислува и за понатаму. Јас сакам, бидејќи ја сакам оваа работа. Јас сум во медиумот повеќе од 30 години, од дете, од мало дете, и многу е тешко да се откажеш туку така, ради за се ова, која нова нормалност која што ни доаѓа, и да се откажеш од сето ова што за тебе е живот.
Тешко е да го прашаш човек кој што работи во медиум, што понатаму, затоа што не зависиме само од нас се ова што се случува. Најлесно е нели да ја затвориме вратата и да си заминеме. Се надевам дека ќе дојдат подобри времиња. Секогаш се надеваме ние. Ви посакувам успешна Дон Кихотовска борба што ја терате и со функционирањето како медиум и во оваа корона криза. Многу ви благодарам. Во продолжение да го погледнеме истражувањето направено помеѓу 30 новинари и медиумски работници во Југоистокот. Медиумските работници во постоечките радиодифузери, но и во онлайн медиумите во регионот одговараа на прашања како се одвиваше работата и кои беа најголемите проблеми со кои што се соочиле во време на ковид-кризата. На 15 прашања поврзани со ковид-19 одговараа 15 новинари, 7 сниматели и фоторепортери, 4 сопственици на медиуми и 4 монтажери. Од нив 27 се вработени на полно работно време, 3 се фриленсери. 15 од нив работат хонорарно и во други медиуми на различни позиции. Транспарентноста на локално ниво беше проблем изминативе месеци, особено поради периодите на карантин, но и мерките кои што ги користеа вработените во јавниот сектор, а се однесуваа на ослободување од работа на бремени родители на деца до 10 годишна возраст и граѓани кои што спаѓаат во ризичната група. Според тоа, одговорите на медиумските работници дали транспарентноста на институциите беше проблем за време на COVID-19, се дека таа била делумно проблем кај најголемиот број испитаници, односно кај 7 воопшто не била проблем, кај 3 била целосно проблем, а 20 велат дека имале одредени проблеми со транспарентноста на институциите изминатите месеци. На прашањето како обезбедувавте заштитна опрема за работа во текот на изминатите месеци, медиумските работници одговарале дека наоѓањето на заштитна опрема било проблем затоа што не сите медиумски работници добиле таква опрема од нивните работодавци. 10 од вкупно 13 испитаници одговориле дека целата опрема за работа била обезбедена од работодавецот. 3 медиумски работници сами ја обезбедувале работата, 2 ја обезбедиле од донации, како што се Сдруженијето на новинари, кој што имаше донација на заштитна опрема за новинарите или пак Црвен крст. Останатите пак 15 на медиумски работници со заштитна опрема се снабдувале комбинирано. Дел од работодавците, дел сами или пак дел сами, а дел од донации. И условите за работа во изминатите 7 месеци биле проблем за медиумските работници во југоисточниот дел од државата. Изминатиот период бил тешок за вршење на работата на новинарите, снимателите, монтажерите. 27 од вкупниот број анкетирани новинари и медиумски работници рекле дека имале проблеми при извршување на работата. Овие испитаници биле спречени поради одредени проблеми од техничка, финансиска, социјална или друга причина, или пак имале повеќе проблеми заедно. Само 2 ги имале соодветните услови за работа. Во однос на проблемот за извршување на работата со кој што се соочиле, испитаниците рекле дека имале технички проблеми, 2 од нив, 4 се соочиле со финансиски проблеми, 3 имале здравствени проблеми за извршување на работата, а 21 од испитаниците имале повеќе од наведените проблеми. За време на ковид-кризата во Југоистокот ниту еден медиумски работник не останал без работа и не бил откажан неговиот хонорарен ангажман во медиумите во кои што работеле. А во продолжение да ја видиме и оценката на председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски, за тоа како известува и кои беа проблемите на новинарите и медиумските работници изминатите месеци. Имаше неколку елементи што го одбележаа новинарското известување во време на оваа пандемија, што и сега е актуелна и што се случува.
Тоа е од една страна професионалното и одговорно известување кое што се случуваше на почетокот на пандемијата. Меѓутоа тоа беше одбележано и со голем број на недоследности во работата и со огромен број на лажни наративи кои што во тоа време се обидува и се обидува да се шират преку разни политички или други центри на моќ. Како новинарите одговорија на тие предизвици? Различно, би рекол. Од една страна беа дел од традиционалните медиуми кои што се држа до оној дел на професионални стандарди во известувањето во време на пандемија и онлайн порталите, односно дел од онлайн порталите кои што не успеа или пак не успеваа во тој дел да се носат со предизвиците онака како што треба. Кога зборувам за дел од порталите, сметам и мислам на порталите кои што не се дел од професионалниот регистар на онлайн медиуми, кои што на некој начин дел од нив ја злоупотребија таа позиција на моќ. Од друга страна, проблемите што настанаа во време на пандемијата беше тоа што беа ограничени пресконференциите и не можеа навремено да се поставуваат прашања и да се даваат соодветните одговори. На тој начин беше намалена транспарентноста и отчетноста, би рекол, на дел од институциите, не толку на централната влада, колку на дел од институциите, и во оваа ситуација новинарите се снаоѓаа како знаеа и умеа. Сепак, во подоснежниот тек на пандемијата, мислам дека имавме едно поголемо отворање на институциите, токму поради насоките и препораките на нас новинарите, кои што баравме да има двонасочна комуникација во делот на функционирањето на институциите и медиумите, а таа двонасочна комуникација значи дека требаше транспарентно да се одговора на прашањата кои што се поставуваат од страна на медиумите, па подосна оние тематски пресконференции кои што одеа онлайн, на кои што практично и да немаше никакви прашања, се заменија со прашања на новинарите кои што можеа да се поставуваат исто така онлайн. Сега во следниот период, кога се подослободија мерките, мислам дека овие работи добија поинаков тек и полесно новинарите доаѓаат и добиваат одговори, но се уште остануваат големи предизвици пред нив, особено бидејќи станува збор за една вонредна состојба. Ние сите знаеме дека во вонредна состојба и институциите и политичарите на некој начин се позатворени кон јавноста. Наша работа е да ги отвораме институциите и политичарите кон јавноста и за тоа е потребна таа професионална надоградба која што се надевам дека во следниот период ќе се случува. Ние како ЗНМ уште на самиот старт на епидемијата обезбедивме пакети со соодветна помош за работа на новинарите, за редакциите, кои што беа поделени и ни сите национални телевизии и ни сите или поголемиот дел од порталите. Во исто време издадовме и прирачник, можеби и први во Европа, за известување во услови на пандемија, со цел да им олесниме на новинарите и на снимателите како тие треба да делуваат и да се однесуваат во време на пандемија, со цел да го заштитат пред се прво своето здравје, а понатаму и да одговорат, се разбира, професионално на своите предизвици. Имаше одредени поплаки, но повеќе би рекол тоа беа повеќе укажувања, бидејќи не сите најдобро се снајдоа на почетокот на пандемијата во она што се вели прилагодување кон новите услови на работа. Како што течеше понатаму периодот на прилагодување, мислам дека сите многу значајно почнаа да се придржуваат до препораките и до упатствата кои што ги даваа здравствените власти во однос на она што се вели социјална дистанца, носење маски, често миење на рацете, па оттаму сметам дека и новинарите, новинарските редакции и медиумите успеа на некој начин да ја одржат таа стабилност во функционирањето без да се наруши позначајно системот здравствен и на самите редакции. Знаете дека ние како ЗНМ организиравме и скрининг на медиумски работници, при што беа тестирани над 800 новинари и медиумски работници, и тоа покажа дека новинарите и медиумските работници не се имуни на коронавирусот, дека тој постои, тука е, меѓутоа дека со добра заштита сите можеме да делуваме и да работиме нормално и функционално
во услови на таа пандемија, се разбира почитувајќи ги препораките за да го заштитиме пред се нашето здравје. Тоа беше втората емисија на тема инфицирање на вистината во време на COVID-19, посветена на работата на медиумите и медиумските работници во време на пандемија со COVID-19. Ви благодариме за вниманието. Довидување.